Македонските телевизии и радија скоро месец дена не пуштаат македонска и српска музика по одлуката на Сдруженијето за заштита на авторските музички права. Забраната за емитување на македонската музика започна на 20 септември, а 10 дена подоцна, поточно на 1 октомври, на барање на српската авторска организација Сокој, која побара зголемување на тарифите на нивната музика. Во Македонија се забрани емитување на српската музика. Еве што мислат граѓаните за ваквата одлука. Јас мислам дека не е правилно. Треба да се пушта. Кој сака нека се слуша, кој неќе нека не слуша. Зашто да биде забранета? Тие таму нека се расправаат, нека си даваат нивните долгови што се ги имаат да си ги расчистат. Народот нека си слуша секаква музика, немаме ништо против тоа. Погрешно е тоа. И моето исто мислење поделам со човекот. Така, значи во секој случај треба да се емитува македонската музика. Нормално, И македонски език, сите меѓународни, нека се слуша све. Јас мислам дека не би требало. Не би требало да се слушаме се. Сега не знам како на нивните програми слушаме. На никој моментално, ни на телевизија, ни на радио. Мислам дека е грешка, по моје. Не имам коментар. Треба да се вратат повторно? Треба, да. Немам никакво размислување. Треба да се вратат, еве што мислите? Треба. Ама тоа што мислам јас, многу му е битно на некој. По забраната на емитување на македонската и српска музика и управните одбори на организациите ПАМ Црнагора и САЗА Словенија одлучија да се забрани користење на нивниот музички репертоар на сите радио и телевизиски станици на територијата на Република Македонија, почнувајќи од 10 октомври 2016 година.